Во писмената реакција на Сдруженијето на вработени во сектор игри на среќа "Сакам да работам" за иницијативата на антикоцкање од Тетово за локален референдум, се вели дека тие како здружение одамна изразиле сомневање за вистинската улога на движењето и дека секоја нивна иницијатива е деструктивна и има за цел да предизвика штети по државниот буџет. Во услови на финансиска неизвестност и економска криза од цените на струјата и енергенсите низ цела Европа, додека многу домашни компании се борат за гол опстанок, ова наводно движење тера кампања за отпуштање на речиси 10.000 вработени и уништување на цела економска гранка, која на годишно ниво обезбедува 280 милиони евра приходи во државниот буџет, се вели во реакцијата на Сдруженијето. Во реакцијата посочуваат пример од соседна земја. Наместо да сеат магла и да манипулираат со етничките и верските чувства на граѓаните, сите противници на игрите среќа во Северна Македонија нека објаснат зошто после 4 години од забраната албанската влада се пишмани и повторно дозволи да се организираат игри на среќа. Клучниот аргумент на албанскиот премиер е дека после забраната игрите на среќа продолжиле да се одвиваат на црно и дека повторното легализирање на оваа дејност ќе и помогне на албанската економија во време на енергетска и економска криза. Од "Сакам да работам" вела дека се подготвени да го бранат нивното уставно право на работен однос со масовни протести пред сите надлежни институции.